Добра вечер, го следите Дневникот на КТВ телевизија. А сега да ги погледнеме на станите кои го одбележаа денот. Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи работат на расчистување на трагичниот настан во скопската населба Тафталидже, каде вчера попладне беа пронајдени безживотните тела на мајка и нејзината малолетна ќерка по пад од станбен објект. Иако случајот првично се водеше како самоубиство, обвинителството информираше дека едно лице е веќе приведено во полициска станица за да се утврди евентуална кривична одговорност. Овој случај предизвика силни реакции во јавноста, особено по наводите на роднини на социјалните мрежи дека починатата со години била жртва на физичко и психичко насилство од нејзиниот сопруг, кое уредно било пријавувано до надлежните органи, но немало реакција. Истрагата треба да одговори дали институционален пропуст претходел на оваа трагедија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната пресконференција рече дека имало пријави, но дека сопругата се откажувала од поведување постапка, а допрва треба да се утврди дали под присила постапувала така. Како родител и како човек, искрено жалам за загубените животи и сум целосно на страна на граѓаните и ја споделувам болката и ревотот што се чувствува во јавност. Во однос на самиот настан, сакам хронолошки и прецизно да ја информирам јавноста за постапувањето на полицијата. На 2.3.2026 година во 14:10 во при СВР Скопје е примена пријава од страна на случаен минувач дека од зграда на булевар Митрополит Теодоси Гологанов, број 96, жена со дете паднале од балкон. Веднаш по приемот на пријавата, на лице место излегле полициски службеници од полициска станица Карпаш, како и екипа на итна медицинска помош. Во 14 часот и 11 од страна на лекар е констатирана смрт кај двете лица. За настанот веднаш известен дежурен јавен обвинител кој што излегол на лице место. Во негово присуство извршен комплетен увид од страна на увидната екипа од СВР Скопје. Телата се предадени на Институтот за судска медицина на обдукција. Од местото на настанот се подигнати материјални траги, мобилен телефон и други предмети кои што ќе бидат предмет на форензичка анализа. Според досегашните утврдени факти, настаните на 2.3.2026 година имале претходница која што е предмет на детална истрага. Имено истиот ден во 12:05 во полиција е примена пријава поврзана со расправија помеѓу сопружниците. По приемот на пријавата полициски службеници били упатени на лице место и во 12:19 часот пристигнале на наведената локација. На лице место бил извршен разговор со Ивана, при што таа изјавила дека нема физички контакт помеѓу неа и нејзиниот сопруг, дека се работело за недоразбирање, кое го решиле по мирен пат и дека не бара полициски интервенција ниту поведување на било каква постапка. Дополнително, таа навела дека брачните односи ги решава преку бракоразводна постапка и дека истите ќе ги регулира по институционален пат. За наведеното од страна на полициски службеници сочинета службена белешка која што е подпишана и од страна на сега жртвата. По ова постапување, истата заминала и се упатила кон станот на булевар Митрополит Теодоси Гологанов, каде што подоцна се случил трагичниот исход. Сите овие околности, вклучително и временска рамка, комуникација помеѓу лица и искази, детално се документираат и ќе бидат предмет на понатамошна анализа. По устна наредба од јавниот обвинител, лицето Стојанче Јовановски е лишено од слобода поради сомневање за сторено кривично дело. Тој се наоѓа во полициска станица, со него се работи, се врши целосно документирање на случајот и против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава по брза постапка. Во интерес на целосна транспарентност, сакам да информирам јавноста и за претходните постапувања поврзани со ова лице. Во изминатите години од страна на СВР Скопје се поднесени вкупно 10 кривични пријави за дело од областа на насилен криминал,
имотни деликти и недозволена трговија со дрога. Во декември 25-та по лишување од слобода за кривично дело по член 215 од КАЗ за трговија со дрога, бидејќи кај истиот биле пронајдени 20 паковки со дрога, истиот бил лишен од слобода, при што Министерството за внатрешни работи отпочнало брза постапка и доставило кривична пријава до надлежен јавен обвинител, при што од страна на јавниот надлежен обвинител биле побарани мерки на предпазливост, а од страна на судот истите биле изречени, пошто лицето било должно да се јавува во одредени интервали во рамки на судот. Исто така во текот на 2025 и 2026 година евидентирани се повеќе пријави за нарушени меѓучовечки односи и физички напади помеѓу супружниците. По секоја пријава полицијата постапувала, се превземале мерки согласно закон, кои се целосно документирани, но во сите наврати пријавите биле повлекувани од страна на оштетената, односно истата се откажувала од водење на понатамошни постапки. Почитувани, свесен сум дека јавноста очекува одговори и ве уверувам дека сите детали и сите околности во врска со овој случај ќе бидат детално испитани внатре во рамки на Министерството за внатрешни работи. Ќе направиме целосна анализа на постапувањата, комуникацијата помеѓу институциите и сите превземени мерки. Јавноста ќе биде навремено и транспарентно информирана за сите наоѓи. Во овој момент најважно е да дозволиме истрагата да се води професионално, темелно, без притисоци, со цел утврдување на целосната вистина и превземање на соодветни законски мерки. Во последното 3 месечи од минатата година на пазарот на труд во земјава биле активни 10.615 слободни работни места, што представува стапка на слободни позиции од 2,14%, објави Државниот завод за статистика. Според статистичките показатели, најголема потреба од кадар има во секторите трговија и услужни дејности, каде се евидентирани 2387 отворени позиции. Сепак, највисока стапка на непотполнети места од 4,39% е забележана во секторот угостителство, објекти за сместување и сервис со храна, каде недостигаат 847 работници. Ова укажува на сериозен дефицит на кадар во овој сектор во однос на вкупниот број вработени. На спротивната страна е секторот за снабдување со електрична енергија, газ и климатизација, кој важи за најстабилен. Таму стапката на слободни места е речиси занемарлива и изнесува само 0,09% со вкупно 7 активни огласи за вработување, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Новиот објект Виножито во рамки на детската градинка Рада Поцева во село Сопот успешно функционира, велат од општина Кавадарци. Во современо уреден и безбеден простор, децата добиваат квалитетна грижа, воспитание и можност за правилен ран развој. Со оваа инвестиција продолжуваме посветено да создаваме еднакви услови за сите деца, вложувајќи не само во урбаните, туку и во руралните заедници. Правиме се што е потребно за да обезбедиме подобра иднина за младите генерации и одржлив развој на целата општина, нагласуваат од општината. Интензивно се одвиваат активности на повеќе локации во општина Росоман. Како што информираат од општината, денеска се извршуваа градежни активности во село Манастирец за изградба на улицата, додека во Росоман се работеше на расчистување и уредување на влезот во населеното место. Паралелно, екипите на јавното претпријатие за комунална дејност Росоман активно работеа на уредување и одржување на зелените површини. Во општина Неготино, изминатава недела се реализираше акција за пошумување. Беа засадени околу 150 садници од различни декоративни зимзелени видови кои беа донација. Во периодот од 23 февруари до 2 март годинава, Одделението за урбанизам и заштита на животната средина при општина Неготино
во соработка со јавното претпријатие Комуналец од Неготино, спроведе акција за пошумување на повеќе локации во општината. Во рамките на акцијата беа засадени околу 150 садници кои беа донација, а станува збор за декоративни зимзелени видови и тоа туја смарагд, златна туја округла, елки и кедар, со што се даде значен придонес кон унапредување на зелените површини и подобрување на квалитетот на животната средина. Садниците беа засадени на следниве локации: на влезот на општината под Мак Петрол, кај спортската сала Младост, кај споменикот, во паркот кај Саат Кула и во село Тимјаник во паркчето во центарот. Со оваа активност, општина Неготино продолжува со заложбите за зголемување на зелените површини, разубавување на јавниот простор и создавање поздрава и поодржлива животна средина за сите граѓани. Грижата за природата е заедничка одговорност за тоа да ја чуваме и негуваме заедно. На денешната пресконференција, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска информираше за работењето на Министерството и презентираше податоци од Државен завод за статистика. Рече дека реализацијата на капиталните инвестиции биле зголемени за 179,9% во првите 2 месеци од 2026 година. Согласно податоците на Државниот завод за статистика, бруто домашниот производ во четвртиот квартал од 2025 година забележа раст од 3,8%, што е потврда за позитивните економски движења во земјата и покажува континуитет во остварувањето на позитивни резултати во економијата, и кои веќе 6 квартали еден по друг го задржуваат ова темпо и создаваат услови за постигнување повисоки стапки на раст. Исто така значајно е што растот се надоврзува на високиот раст од 4,3% во истиот квартал од минатата година, што укажува на континуитет во остварувањата. Споредено со земјите од регионот и од Европската унија, Македонија повторно е меѓу земјите со највисок раст, при што повисок раст е забележан само во Малта, Кипар и Полска, напоменувам за четвртиот квартал 2025. Доколку споредуваме со земјите од регионот, растот во Србија изнесува 2,2%, во Хрватска 3,6%, во Бугарија 3%, во Словенија 2% и така натаму. Кумулативно, реалниот раст во 2025 година достигна 3,5%, што е во линија со проекциите на Министерството за финансии, додека номиналниот раст е нешто повисок од очекуваниот, што е потврда за внимателноста и сериозниот пристап при планирање и водење на фискалната политика. Оттаму буџетскиот дефицит за 2025 година е во рамки на очекуваното, а тоа е 4% од бруто домашниот производ, додека кај јавниот долг има намалување и согласно објавените податоци на Државниот завод за статистика изнесува 59,3% од бруто домашниот производ. Сакам тука да напоменам дека повторно Македонија како раст на бруто домашен производ за 2025 година е со повисок раст во однос на земји од соседството, например како што кажав, ние сме со 3,5%, Србија е со 2%, Хрватска 3,2%, Бугарија 3,1%, тоа е од она што до сега е објавено на Евростат. Растот на економската активност во четвртиот квартал е на широка основа, при што речиси сите сектори забележаа раст. Силна динамика во градежништвото продолжи со раст од 14,6% и согласно расположливите податоци се должи на зголемената активност во нискоградбата, која забележа реален раст од 12,5% во четвртиот квартал. Ова е уште една потврда дека силната посветеност на владата на реализацијата на капиталните инвестиции и оптимизацијата на нивните трошоци, динамика и услови за градба придонесе за динамизирање на економската активност. Висок раст од 8,1% е забележан кај стручни и научни дејности, трговијата и транспортот бележат раст од 4,4%, следен од преработувачка индустрија од 3,6%, дејност со недвижен имот 2,7% и така натаму. Земјоделството од друга страна забележа благо намалување од 0,4%. Она што особено храбрува е високиот раст на извозот на стоки и услуги од 9,7% на реална основа, што упатува
на понатамошно закрепнување на извозната активност, започната од почетокот на годината, по намалувањето во изминатите години. Увозот од друга страна забележа раст од 3,3%, со што нето извозот имаше позитивно влијание врз економската активност. Приватната потрошувачка остана стабилна со реален раст од 2%, поддржана од растот на платите. Бруто инвестициите забележуваат намалување од 3%, во услови кога имаме висок раст на корпоративното кредитирање, нели поддржано од поволната кредитна линија од владата и раст во градежништвото. Сепак треба да се има предвид дека минатата година имавме рекорден раст на бруто инвестициите во последниот квартал од 23,7%. Почитувани, македонската економија во изминатиот период е под силно влијание на случувањата надвор заради нашата голема отвореност, но тоа е предизвик кој што стои пред нас како влада и онака како што и досега во изминатите 20 месеци покажавме како се работи на економски план, така и ќе продолжиме. Ќе создаваме мерки и ќе креираме политики кои се во интерес на стопанството и на граѓаните, истовремено имајќи ја во предвид состојбата на меѓународно ниво. Близок соработник на Путин во прегратки на Филипче Изаев. Обвинувања од владејачката ВМРО ДПМН. Близок соработник на Путин во прегратки на Филипче Изаев. СДС на Венко Филипче и Зоран Заев му даде државјанство на човекот на Путин Александар Онишченко и му овозможи да тера бизниси во Македонија. Инаку, Онишченко бил член на проруската партија на тогашниот председател Виктор Јануковиќ, своевремено и пратеник во Украина, и станува збор за човек кој е осуден на 15 години затворска казна поради перење на пари и корупција. Кога Онишченко беше баран со меѓународна подерница од родната му Украина, кога сите држави не го примаа и не му даваа престој, нашата влада, предводена од СДС, го вдоми и му даде државјанство. СДС на Филипче Изаев ја отворија вратата на рускиот бизнис и Путин за преку Македонија да прават пари во Европа. Филипче Изаев со ваквото доделување на државјанства на руски олигарси и блиски луѓе до Владимир Путин водеа антидржавна политика водена исклучиво од лични интереси. Филипче Изаев ги дели само еден телефонски повик од Владимир Путин. Тоа е таа руска игра во СДС. И кога слушаме Бела Чао или Катјуша од Бихачка, знаеме дека некој им дошол на гости. Игрите и комбинациите на СДС со Русија преку Македонија и институциите ја прекина ВМРО ДПМН и тоа повеќе нема да биде случај. А сега продолжуваме со информации од спортот. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш утре ќе му гостува на Арсими. Во дербито на ова вонредно 21 коло, во борба за титулата, Вардар ќе ја пречека Шкендија. Во првата македонска фудбалска лига ќе се одигра вонредно 21 коло кое ќе стартува веќе денеска. Бреда во Струмица ја пречекува Струга која бара рехабилитација за лошите резултати оваа пролет. Отпишаниот Шкупи ќе му биде домакин на Башкими. Утре, среда, ќе се одигра скопското дерби на дното, во кое работнички ќе ја пречека екипата на Македонија Ѓорче Петров. Во вториот утрешен надпревар, Арсими ќе го пречека Тиквеш. Кавадарчани, доколку сакаат и следната сезона да играат во елитата, треба да престанат дома да губат бодови, а секој бод од гостински терен ќе биде злато вреден. Во четврток, во Битола, Пелистер ќе го пречека Кратовски Силекс, а во дербито на ова вонредно коло, во битка за титулата, Вардар ќе ја пречека Шкендија. Веќе предстојниот викенд, фудбалерите ќе ги одиграат средбите од 22-то коло, што ќе биде последно од вториот круг, пошто ќе остане уште само еден круг, односно уште само 11 кола. Градскиот ракометен клуб Тиквеш во групната ракометна куп фаза ќе игра против Охрид. Надпреварите од оваа фаза се играат предстојниот викенд, а само победниците од групите ќе одат на Final Four турнирот во април. Вчера во просториите на Ракометната федерација на Македонија беше извршена жепката за групната фаза од машкиот ракометен куп.
Според правилата, формирани се 4 групи со по 4 екипи. Победниците од полуфиналните дуели во секоја група ќе играат финален надпревар, а победникот обезбедува место на завршниот Final Four турнир. Термините за надпреварите во групната фаза се 7 и 8 март, додека Final Four турнирот е закажан за 18, односно 19 април. Во групата А, екипата на Вардар, кој оваа година ја брани титулата, почнува против Бутел и доколку победи, ќе игра со победникот од дуелот помеѓу Multi-Essence и Eurofarm Pelister 2. Алкалоид пак се најде во групата Б, каде што ќе се сретне со Радовиш, додека во втората полуфинална пресметка ќе играат Пролет и Македонија Ѓорче Петров. Од фаворитите Охрид доби најтешка задача, бидејќи го чека дуел со Тиквеш во групата В. Тука во второто полуфинале ќе играат Куманово и Младост Богданци. Бранителот на шампионската титула од Суперлигата, Eurofarm Pelister, за противник во групата Г ја доби екипата на Струга, додека во второто полуфинале во оваа група силите ќе ги одмерат Прилеп и Драчево јуниор. А сега продолжуваме со временска прогноза. Предпладне сончево со мала до умерена облачност и со услови за појава на утринска магла по одделни котлини. Попладне облачноста ќе се зголеми и ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Температурата ќе изнесува од 3 до 17 степени. Тоа беше се во вечерашниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер.